Као сте цекови, добре доовте во моето технички прво видео за 2025 година. И зашто го ставам толку касно, буквално денеска е 16 јануари кога ќе оставам и буквално зашто не снимав толку многу време. Па полека. Се ќе ви објаснам, дечки. Пред да започнеме со овој видео, не забравяйте да оставите лайк, субскрайб и да уклучите звончето за да можете да ме гледате во еднината. И исто така ви благодарам за 2000 субскрайбери. Значи нема да има некој многу голем специјал за 2000 субскрайбери, бидејќи се деси што не можев да снимам. И исто така ова е сега мал специјал за 2000 субскрайбери, а тоа е дека ќе почнам да поздравувам по тројца на секое видео. Значи еве од денешното видео ќе поздравам, значи поздрав до овие 3 души тука, а ако сакате вас да поздравам во следното мое YouTube видео, пишете во коментар #HristiCeko. И да, дечки, можеме ние полека започнеме со зашто мен не може толку многу време на YouTube. Значи, дечки, си беше тоа 31 декември 2024 година и тогаш јас снимав влог како ја очекувам 2025 или новата година. И добро, јас почнав полека со снимање на влогот, то на ова, и исто така тогаш ја дочекавме премиерата на мојата најнова песна Нова година. И реално добро ја поддрживте, има 2000 прегледи, ама мене не ми се свиѓа песната, ќе ви кажувам и понатаму зашто не ми се свиѓа, пошто е рано за тоа. И добро, значи тогаш кога снимав тој влог, како ја дочекувам премиерата и сето тоа, и потоа стигнавме до пукање на петарди. Значи јас ги пукав петардите и пугнав едно 5-6 тури така нешто. И добро, потоа исто така пукавме и огномет, мислам ја не го пукав, татко ми го пукаше. Добро, јас така го снимив тој влог и утре дента го едитирав или на први го едитирав. И добро, јас така едитирам и стигнав кај што пукав петарди. И нели YouTube да не ми го забрани видеото, ставив под вакво пред да пукне првата петарда или првата тура на петарди и пред да пукне петардата ставив доле warning зашто да не ми го избрише во YouTube видеото. И добро, ставив само еден warning тогаш и потоа пукнав уште таму 5-6 тури, немам појма. И добро, и кој изедитирав влогот до крај и утре дента го објавив или на 2 јануари го објавив и беше негде на кај 5,5 часот мислам дека кога го објавив. И добро, тогаш го објавив влогот и пола сат после тоа се деси следно. Јас го добивам мојот втор копирајт страйк. И нели, како што го добив мојот прв копирајт страйк, како што не може да снимам 2 недели, така и на мојот втор копирајт страйк не може да снимам 2 недели. Јас отварам таму да видам зошто сум добил копирајт страйк и таму ми дава исечок од, значи, вториот дел кај што пукав петарди, значи втората тура на петарди. Значи нели јас од првите тури, значи првата тура од петардите која пукав, ставив тогаш warning, значи тогаш да не ми го забрани видеото, мислам дека тој warning ќе биде како за цело видео, ама тоа не било така, било тоа само за првата тура од петарди и за втората тура од петарди мене ми го забранија видеото. И ништо, дечки, потоа почнав да снимам исто така и на TikTok, мислам јас снимав онака на TikTok, ама почнав поквалитетни видеа да снимам со како ве поздравувам вас, и потоа снимав влог како идам на Коледе, како прославувам Бадник и Божи, исто така падна и снег и снимав како правам снешко на ова. И добро, така полека пројдоа 2 недели и еве конечно можам да ставам видео и денес како снимам тоа видео што можам да го ставам и се надевам дека више копирајт страйкови нема да добивам. И среќа, дечки, што тој ден, значи на 31 декември, што не сум се повредил јас лично или некој друг што не сум повредил, значи фала му на Господ што тоа не се деси, што барем онака ми даде поука ова што ми забранија 2 недели да снимам, ми даде поука више да не пукам петарди во мојот живот, бидејќи можам самиот да се повредам или некој друг да повредам или да го загадувам воздухот и слично, буквално што може да се деси лоши работи од петардите. И една, дечки, поука за вас, значи не пукајте петарди, дечки, освен ако не сте некој експерт или ако стварно знаете да пукате или ако сте над 18 години, ама јас за мене више нема да пукам петарди во мојот живот. И добро, дечки, значи ви кажав ова што се деси и сега уште втора тема на ова видео, а тоа е за песната што ја објавив на 31 декември. Значи како на првата песна, така и на втората јас добив хейт коментари. Мислам нормално кој не добива хейт коментари и не добив толку многу, повеќе добив на првата песна отколку оваа на вторава, ама исто така добив коментари на стилот на првата песна е подобра од втората. Што реално и јас би прифатил, бидејќи верувале или не, вторава песна е направена за помалку од 2
недели, буквално за 13 на 12 на дена, и зошто буквално ја направи за толку кратко време, и зошто воопшто ја објав толку многу неубава песна, мислам мене лично не ми се свиѓа таа песна, и зошто нели ја објав. Значи прво нели знаете ноември кога објав што ќе има во декември, кажав тогаш дека ќе има нешто специјално на последниот ден, и тоа специјално мислев да биде како краток филм, како 15 на 20 на минути филм. И добро, јас така мислев како што да биде филмот на ова, и за жал не можев да најдам ниту време, ниту кој да ме снима за филмот, ниту тема на филмот не најдов. Буквално тогаш снимав исто така и Daily декември, исто така имав и за учење, на ова, и се сеќавате тогаш негде на 15 и 16 декември, тогаш дека стопирав со Daily декемвриво, и потоа размислував као што да биде специјалното, зашто не више не можев да направам филм, што ќе биде тоа специјално нешто што ќе биде за 31 декември. И мислев и така викам, ајде да си направам песна, што да не. Као барем нешто отколку ништо, знаете. И добро, така ја стражив инструменталка, ја буквално ја најдов за многу брзо, буквално од YouTube ја украв инструменталката за тоа и доби црвена монетизација на ваква на видеото. И добро, потоа го мислев исто така и текстот буквално го напишав за 2 дена, верували или не. И добро, потоа некако на брзина и го снимав и спотот, и потоа чекав да завршат буквално сите онака тестови, испрашувања, света онака од школа, што се, и потоа почнав за едитирање на спотот. Буквално брзо го едитирав и спотот, на ова, и буквално испадна окей песната, ама мене не ми се свиѓа, буквално и мене ми е подобра првата отколку втората, ама како што викат, боле нешто отколку ништо, така да боле што направив песна отколку да немаше ни песна, ни филм, ни ништо буквално. И да, дечки, тоа видео, скоро све кажав што сакав, и во иднина ќе следат доста подобри видеа, дечки, повеќе ќе следат гейминг, бидејќи пак сега ќе почне второ полугодие, така да ќе следи повеќе гейминг, па потоа летос ќе може подобар контент ќе следи, ќе видиме све, дечки, али ви благодарам што гледавте и ова видео до крај, се надевам дека ви се допадна, а ние се гледаме во следното видео. Ао тогаш, чао!